Добар ден, почитувани. Ова е стартот од магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Терминот trailing spouse се користи за да се опише личноста која што го следи својот животен сопатник во друг град или држава заради неговата работна задача, заради професијата. При тоа партнерот што не работи се грижи за семејството, својата кариера ја става во втор план, што воопшто не е лесна одлука. Како влијае сето ова на семејството, ваквиот животен стил ќе ни открие денешната гостинка Билјана Максимовска, познато лице од ТВ екраните. Добре ни дојде. Добре ве најдов сите. Многу ми е драго што дојде во друштво со твојата киркичка, Аделин. Да, денес дојдовме со Аделин, со поголемата. Имаме и бебе, меѓутоа таа е дома, затоа што е премалечка. Колку месеци има Бјанка? Бјанка има 9 полни месеци. 9 месеци, да. А Аделин уште малку ќе наполни 6. Како си, Аделин, добра? Добра. Ке позборуваме денеска за вашиот животен стил, за семејството кое што одлучи да се исели од Македонија. Да. Велат дека луѓето никогаш не планираат да бидат сопружник, да бидат партнер на некој што ќе патува и низ светот заради својата работа. Да. Билјана, вие бевте успешна во професионално, во маркетингот, во пиар светот, работевте и на телевизија и откако го сретнавте вашиот животен сопатник Арно од Холандија, кој што работи во меѓународни организации, одлучивте да напуштите се и да го дислоцирате вашиот живот на Косово, од Скопје на Косово. Беше тоа голема, предпоставувам, одлука. Да, беше голем чекор, со оглед на тоа дека сме блиску, значи Косово е 80 километри, односно Приштина е 80 километри од Скопје, од мојот, односно нашиот роден град. И тоа ми беше малку полесно, заради тоа што сме блиску. Така близината. Близината, затоа што сепак можеме во секој момент да дојдеме тука, да се видиме со семејството и така натаму. Аделин е тука родена, така што исто нејзиниот остас во Скопје. Уште кога се сретнавме со Арно, кога ни почна врската, знаевме дека некако природно би оделе натаму, би оделе некаде заедно. Во меѓувреме се случи семејството да расте, така што јас бев подготвена уште од самиот старт да одговорам на предизвиците. Во моментот кога одлучивме да одиме, односно кога тој доби работен професионален ангажман надвор од оваа држава, затоа што тој беше исто така гостин и тука. Јас не бев професионално ангажирана, така што ми беше полесно исто така да одлучам и да речеме, окей, одиме. Не е воопшто лесно. Да, како изгледаше периодот на адаптација? Траеше ли долго? Прво е многу е напорно, односно еден хаос позитивен постои, затоа што треба да преселиш цела куќа, треба да се спакуваш, треба да се отпакуваш таму, да ги наместиш сите можни работи во домот, значи домот повторно да си го наместиш и да го наречеш дом. Понатаму нормално детето треба да го инфилтрираш во новата средина, да го запишеш во градинка или во училиште и сето тоа е многу тешко. Значи тешко, напорно е, не е за секого, меѓутоа како велат среќа ги следи храбрите. Така, потребно ли да се биде отворен кон новите предизвици, кон промените, затоа што некои се обидуваат повторно да си го изградат стариот живот, минатото? Па некој треба ли да се гледа кон она што е нова кујна, нова храна, поинаква традиција, да се прифати сето тоа? Тоа е доволна мотивација за кога се селиме на друго место, тоа е доволна мотивација за почеток, меѓутоа по одреден период нормално некој кој што работел и кој што е навикнат да биде дел од некој професионален живот, како мене и како други пријателки кои што ги имам, почнуваат да кризираат, како што викаме ние, без разлика на тоа каде се наоѓаме. И некои професионално се ангажираат повторно, секој со своето. Иако во оваа наша работа ние се дружиме во Косово, во Приштина, исто како и во Скопје, и во сите држави во Европа и во светов, има тие интернационални клубови на жени, па таму се собираме, таму правиме одредени активности, имаме разноразни добротворни цели и така натаму, значи си бараме нешто кое што би не ангажирало и кое што би не усмирило да не бидеме само домаќинки. Така, партнерки придружнички. Да, морам да кажам дека освен жени има доста мажи кои што ги придружуваат своите партнери, па така мажи се грижат за семејствата, за децата и така натаму. Ние се дружиме таму каде што живееме, има многу и жени и мажи, и така си се дружиме, си разговараме за деца, за училишта и така натаму. Споминавте дека некои сакаат да работат. Но дали има проблем
доколку се одлучат да работат во нова средина во однос на тоа дека немаат континуитет во работното искуство, па сега треба некои нови скилс, вештини да усовршуваат и слично. Значи се е тоа предизвик и се е тоа од... И нов јазик, нели? И нов јазик и се е тоа дел од не знам, од животот. Значи некој ќе го прифати тоа, некој нема да го прифати. Например, во Косово, како што дојдовме, јас за жал не го зборував албанскиот јазик. Почнавме малку по малку да разбираме албански, да зборуваме, со оглед на тоа дека живееме во средина каде што изборуваме и албански, и турски, и така и други јазици. И јас се почувствував кога дојдовме, се почувствував како дома, затоа што сепак некогаш бевме дел од една поголема држава и се разбираме, многу се чувствуваме блиски со луѓето. Сега тоа што не зборам течен албански, тоа ми беше еден вид на проблем. Меѓутоа го учиме, го поминувам, го усовршуваме јазикот. Сега понатаму не знам каде ќе одиме, следната дестинација не знаеме каде ќе ни биде. Така што тоа е предизвик, да, предизвикот е тука, но во подневје постои, да речеме, една традиција да се среди животното прашање, велат луѓето кога ќе си го формираат семејството, животното прашање се реши купувајќи стан, купувајќи куќа. Беше ли тешко да се излезе од таквата културна матрица? Па ние никогаш не сме влегле во таа културна матрица. Дали заради тоа што Арно е холандјанец и они имаат малку поинаков стил на живот. Тие повеќе одат во изнемуваат куќи, станови и така натаму, тоа не им е приоритет. Мислам, нормално дека купуваат куќи и станови, меѓутоа тоа може да се реши, нивното општество има како тоа го решава. Кај нас некако ние на Балкан размислуваме така, купи куќа, купи стан, да имаат децата, да имаат понатаму и така натаму. И нас, не знам, ние живееме во изнајмена куќа, супер ни е куќата, супер ни изгледа куќата и срекни сме што можеме да живееме во таква населба. Сакам да кажам дека ние убаво, не се чувствуваме помалку вредни или несрекни заради тоа што не е тоа наше собственост. Еве фотографии од вашето семејство, 4 члена семејство. Патувате многу често? Па гледаме да патуваме кога Арно има слободни денови. Тоа е една од подобрите работи кога партнерот не е вработен или јас што не работам, затоа што можам да земам слободен ден или слободно време кога сакам, да. И ако тој има слободен ден, одиме на патување. Нормално и кога дали нема слободно од училишта и односно од градинка. А дали сакаш да патуваш? Да. Каде сакаш најмногу да патуваш? Каде сте били најубаво си поминала? Каде сакаш да се селиш, ајде признај. Холандија. Во Холандија, па нормално. Ќе ни кажеш ли каков тука орден имаш прикачено? Што ти ова? Медал. Медал, така. Тоа е медал, татко и доби медал за заслуги за работа во Министерство за надворешни работи на Холандија и дадоа и не за еден медал. Одлично, супер. И нормално дека гордо ќе го носи, значи Аделен, ти сакаш да живееш всушност во Холандија? Да. Одличен избор. Ќе видиме. Одличен избор. Вие велите ќе видиме. Што тоа значи? Значи не може да правите долгорочни планови? Не можеме да правиме долгорочни планови, можеме да се откажат од таа идеја да не правите планови. Бидејќи имате деца кои што треба да се образуваат, да се школуваат, или? Да. Кога зборуваме образование, нормално дека размислуваме дека би било добро да ги ставиме децата во една средина, например Холандија, Македонија или каде да би сакале во Холандија. Меѓутоа ќе видиме, ако например тој најде работа на друго место, одиме на друго место, се селиме, се пакуваме и одиме на друго место. Децата кои што растат во вакви средини, нив им е нуклеусот, односно се име концентрирано во домот. Значи во семејството, затоа што сите роднини се надвор од државата, надвор од градот, значи за да ги видиме оние кои што ни се блиски и ги сакаме, треба да патуваме. Така што овие деца кога се дружат, значи ние се дружиме со семејство и со деца кои што исто така учат ист животен да стил, имаат ист животен стил и така дали има многу другарки, секој ден после училиште организираме плейдейтс, како што ние ги викаме, зборува англиски, да, колку јазика зборува, тоа ме интересираше. Дали колку јазици зборуваш? 3. Кои се тие? Холандски, македонски и англиски. И англиски, браво. На англиски всушност учиш во градинката? Школа. Да, на училиште. Сега ќе почне прво оделение и
И така. Инаку, да, и тоа е предизвик да го... Меѓу другото, Меѓу другото е јазиците. да се научи детето да го изучи мајчиниот јазик или татковиот јазик, затоа што не е лесно кога си во средина, каде што не се зборува македонски јазик, да детето да прима цело време информации. Евен сега, например, имаме бебе од 9-10 месеци и треба таа да научи македонски, треба да научи холандски. Нормално дека до нејзе допираат и други јазици, албански, турски, англиски, затоа што сме обкружени со луѓе кои што зборуваат повеќе јазици. Не е лесно, меѓутоа е интересно. Јас сум многу среќна што почнавме вака да живееме, затоа што запознав прекрасни жени, запознав прекрасни луѓе на овој пат, така некако ќе го наречам. Луѓе со секакво искуство. Имам пријателки кои што живеат вака долги години и кои што живееле насекаде по цел свет и сум слушнала секакви приказни за нивниот животен стил и за нивните случувања и така. Многу интересни луѓе запознав во овие 2,5 години. Веќе кога сте ги запознала Да. и кога сте разговарале со нив за нивниот животен стил и сето она што требало да го поминат, меѓу другото сте го поминале вие, кој ќе проверите, кој ќе направите едно истражување на интернет, наоѓате симптоми кои што се јавуваат кај партнерите придружници. Можеве да појасните кои се најчестите и дали вие ги имавте? Па да, нормално. Прво, самотијата е една многу честа појава во овој начин на живот, затоа што кога партнерот е на работа и кога децата се во училиште или кога си сам дома со бебе, имаш потреба да комуницираш со некого. Нормално кога ќе дојдеш на нов простор, не познаваш некого или секого за да се сретнеш на кафе или да имаш со кого да си направиш. Треба време за да се оформи кругот на пријатели. Може тоа да се направи онлайн, значи можеме тоа да го направиме преку социјални мрежи, преку Viber и сите тие работи, сите тие алатки, меѓутоа не е тоа. Имаме потреба од некаква комуникација во живо, поготово јас заради тоа што сум екстра комуникативна и да. Меѓутоа имав среќа што многу брзо си ја сплетов мрежата на контакти и затоа овие клубови каде што овие клубови што ги има низ цел свет се многу добри за новодојдени членки. Јас тоа им викам на сите, која како дојде, сите ги викам ајде да дојдете во клуб. И таму се запознаваме со различни жени, си наоѓаме контакти со кои што понатаму и не мораме да бидеме дел од овој клуб за да комуницираме. Так. Голем дел од партнерите велат дека тие го абсорбирале културниот шок за целото семејство кога се преселиле. Некои се чувствувале како самохран родител поради бројните обврски нови со новото работно место на сопругот. Сте почувствувале вие нешто такво? Па добро, со оглед на тоа дека сме во Приштина, културниот шок не е толку голем затоа што сме сепак тука. Јас се чувствувам многу блиску до дома, иако не го зборувам албанскиот јазик толку добро. Има разлики во некои нормално во начинот на живот, но не се претерани. Не се претерани, да. Не се пренагласени. Да, ќе видиме понатаму каде ќе стасаме, дали би оделе во Холандија или на друго место. Што и да е, ќе мораме да се соочиме со тој предизвик. А како изгледа со оглед на тоа дека немате логистичка поддршка, да речеме, од баба, а имате 9-месечно бебе во моментот и 5,5 годишна керкичка, што може да биде исклучително тешко? Среќа, дестинацијата ни е многу кратка, има и превозни средства, јас возам многу често натаму наваму. И така што многу често и баба си ја земаме таму. Дали си ја земаме? Многу често ни доаѓа на гости и како што и децата доаѓаат тука, мислам ние сите доаѓаме тука. Тешко е, не е лесно, меѓутоа се навикнува човек. Понекогаш исто така си наоѓаме помош, пример, не знам, жена која што може да помогне во домот или за чување деца, меѓутоа ние си ја предпочитаме баба. А што е со вашите пријатели од Македонија? Дали со нив сте во постојан контакт? Може да се одржат тие релации со оглед на тоа дека сепак не сте во Скопје? Се одржуваат преку социјални мрежи. Денес е многу полесно да се одржи контакт и преку сите други апликации така натаму. Да, нормално. Се обидувам и можам да си ги воспоставам сите контакти, односно да си ги држам контактите, меѓутоа ми не остасуваат пријателите, така што кога доаѓам во Скопје сум
Што попрво да направам или кого побрзо да видам или што попрво да направам. Интересно, мислам, не е лесно, меѓутоа е интересно, возбудливо. Размислувате понатаму да почнете повторно да работите? Да, тоа ми е една од целите кои што планирам да ги направам во следниот период. Со оглед на тоа дека имаме бебе, односно имаме 9-месечна, 10-месечна керка. Малку да порасне, па решив да продолжам понатаму, само не знам каде, дали тоа би било можеби тука или во Косово или некаде ќе видиме. Аделин, ќе ми кажеш како изгледа да си има мала сестричка? Дали е убаво? Убаво, ама некогаш многу плаче. Некогаш многу плаче. плаче. И што правиш ти во тие моменти кога она плаче? Си бегаш или ми помагаш? Вика, о не, пак ли плачеш, Бјанка, а? Супер е да си има сестра, јас мислам дека малите сестрички се многу посрекни што имаат воопшто големи сестри, а? Да, срекна си што има сестричка? Да. Само некога премногу плаче. Само некога премногу плаче. Како изгледа со две деца? Билјана, забавно е. по инако животен Да. концепт во секој случај. Да, јас тој Им бил- во странство, им две деца. Да, никогаш е навистина предизвик. Меѓутоа, сите ние го добиваме она кое што можеме да го поднесеме како што велиме. Да, никогаш ми е тешко, меѓутоа така дишам и продолжувам понатаму. Имате специфичен пристап кога станува збор за мајчинството, се уште ја доите. Да, јас сум од тие мајки што дојат бебиња долго. Не се откажам, иако Низа ја доев 25 месеци. И гледам да ги гледаме, односно јас и Јарно и партнерот се обидуваме да им метнеме некои здрави навики на живот и еден по здрав начин на исхрана. Не сме од оние кои што само здраво, не лимитираме деца да не јадат шекер и скроз, меѓутоа гледаме да биде сето тоа како што треба. И да, во однос на доењето, тоа добро ми одеше со Неза, така што сега продолжуваме понатаму и со Бјанка. Како изгледаат сега патувањата со две деца? Бидејќи вие патувавте многу и пред да формирате семејство, дали сакате од мали да ги научите дека тоа е еден начин на живот и дека патувањето е нешто убаво и интересно? Па ние уште кога се одлучивме да имаме деца, рековме дека децата, односно детето, затоа што прва дојде Аделина, рековме дека таа ќе биде таа што ќе се адаптира на нас. Таа стана патувачка број 1. Многу патуваме и веќе таа нема проблем со авиони, возови, сите тие превозни средства и средини каде што се наоѓаме. Многу лесно и брзо тоа го прави. Сега и Бјанка ја навикнуваме, малку ние се седи за мирна, ама мала е, пак ја научи. Делинче. Се осмелувате ли да патувате на долги релации со деца? Да. Каде сте биле како станавте родители на две деца? Да, бевме во Гран Канарија, тоа е 5 сати лет од Холандија. И бевме во Атина, бевме сега пред 2 недели за празниците, бевме во Атина. Тоа беше така исто долго патување со кола. Малку им е досадно, меѓутоа има начин како да ги мотивираме и анимираме. Бјанка кенка плаче, меѓутоа така ќе застанеме за да се пресоблечеме, за да јадеме. Аделин си гледа по некој цртан филм, по пат. Со Аделин бевте на едно долго патување веднаш по нејзиното раѓање, ако не се лажам, имаше само неколку месеци. 6 месеци имаше кога отидовме во Холандија, па бевме во Гран Канарија. Оваа година, односно овој декември изминат, исто го направивме тоа и со Бјанка, кога Бјанка имаше 5 месеци, отидовме во Германија, па во Холандија, па во Гран Канарија и назад, тоа, значи 4 авиони, многу патување со воз и со кола и со се поред. Ама навикнати сме ние и така, тоа не води напред, не знам. Повеќе би го правеле тоа, отколку да седиме дома и да гледаме телевизија. Апсолутно, многу подобар избор. Аделин, со што сакаш најмногу да патуваш? Со авион, со воз, со автомобил? Тешко прашање. Авион. Со авион, па нормално. Најбрзо, наједноставно, најкомотно. Најбрзо се стасува кај братучетките и братучедите во Холандија, така? Каде сакаш повеќе да патуваш, во Холандија или во Македонија? Секаде. Секаде.
Ама многу сака да живее во Гран Канарија, исто така. Сака да се преселиме во Гран Канарија. Добри критериуми Да. има. Ние викаме Кирко порасни и можеш да одиш. Светот ќе биде твој. Да, светот е твој. И еве, пред самиот крај на емисијата, доколку би имале можност да бирате помеѓу тоа да живеете на едно место и да бидете партнер, придружник, односно да се селите постојано на разни делови од светот, што би одбрале? Да се селиме и да се шетаме. Мислам дека е еден не само што е предизвик, него и богатство, затоа што патувајќи и селејќи се од една на друга дестинација, се учи многу, не само за традициите и културите каде што одиме да живееме, него и за себе самиот, затоа што тоа се едни и лични предизвици, и професионални предизвици, така што јас не би се откажала од тоа да одиме понатаму каде и да е. Каква животна лекција ви донесе ваквиот животен стил? Дека можам и вака да живеам. Дека можам и вака да живеам и дека треба човек да биде многу флексибилен. И наважно е да бидеме здрави. Апсолутно. Билјана, благодарам што беше наша гостинка во студиото и благодарам и на Аделин што дојде тука да ни прави друштво. Се надевам дека убаво си помина. Беше убаво во студиото на Телма? Ќе ни дојдеш повторно? Па да. Да, ете, одлично. Уште една нова авантура за неја. Да. Ви благодарам и продолжете понатаму вака. Се гледаме повторно. Тука, почитувани, ја заокружуваме денешната епизода на магазинот за практично родителство на УВМ+. Еве можевте да видите едно поинакво животно искуство, семејно искуство од нашата денешна гостинка Билјана Максимовска. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.